Крајно несериозно е во првата реченица денеска да настапите дека некој сака да ја блокира оваа седница и дека некој е против донесувањето на овој закон. Значи, за волја на вистината, јас ќе ви кажам дека првото поднесување на овој закон, седницата траеше 4 часа во еден ден. И истата беше прекината од председавач со седницата, кој што е од редовите на вашата политичка партија. Зборувавме само за еден амандман, и со разни одолговлекувања, ваши паузи, не ја продолживме седницата. Крајно несериозно однесување на парламентарното мнозинство. Собранието, почитувана министерка, стана приватна институција на парламентарното мнозинство и власт. Секојдневно сме сведоци како грубо се крши деловникот, законите и процедурите во Собранието, само да се задоволат партиските желби и интереси на власт. Денеска на дневен ред имаме важен реформски закон, закон за спречување на корупција и судење на интереси, кој што е поднесен по трет пат во Собранието. За 2 недели 3 пати го ставате и го публикувате овој закон. Жалам што она за што декларативно се согласуваме сите, во пракса не функционира. Бираме регулаторни тела, се стремиме кон реформи и повторно тесно партиските желби и политики се предправи првиот принцип, а тоа е бирање консензуално регулаторно тело и донесување на закони кои што ќе значат приближување на нашата регулатива кон ЕУ регулативата и избор на квалитетни кадри кои ќе ги спроведуваат квалитетните реформски закони. Зошто за закон за кој што има согласност од сите политички партии, помеѓу пратениците, по она што разговараме, имаме поднесено квалитетни амандмански решенија за подобрување на текстот на законот, разговарано е меѓу пратениците, доаѓаме во ситуација кога владата, односно вие како министер, упорно барате некого да го детектирате како човек, како партија која што сака да ја кочи реформата. Не сакаме да ја кочиме реформата. Сакаме да учествуваме. Реагираме на начинот на поднесување на овие закони, на ставањето на европско знаменце на закон кој што претходно дојде во регуларна процедура и доколку дискутиравме по него како колеги пратеници, ќе изнајдевме решение. Затоа што на вистина сите овие забелешки кои што ги имаме се во насока на подобрување на текстот на решението. Доволно беа напаѓање, на кој начин ние да работиме во наредниот период, барате сите да се усогласиме околу реформските закони. Дајте ни начин за да можеме да учествуваме. Ние како опозиција ќе реагираме по истите на начин на кој што ни е дозволено и пропишано со закон и деловник. Да реагираме со амандмани и да го подобриме ова. Вие во првата реченица некој сака да го блокира. 4 часа траеше првата седница. Ви благодарам.